Добродојдовте во урбаните вести на МТМ. Дом бара итно носење на закон за зеленило, кој е изготвен веќе една година во соработка со градот Скопје, за да се заштити преостанатото зеленило. Од Дом очекуваат тој да се донесе во првите 100 дена на владата, според предизборниот договор. Во продолжение ги гледаме насловите за денеска. Започна проширувањето на улицата Јордан Мијалков, која треба да биде готова за 150 работни дена. Откриено спомен обележје во газибаба во паркот на плоштадот во Автокоманда. Општина Карпош прва на листата на јавното претпријатие комунална хигиена за собирање отпад, додека пак Шуто Оризари последна. Се вршат геотехнички истражувања кои треба да ја испитаат стабилноста на земјиштето за да може да се изградат нови два неопходни подпорни ѕидови во општина Центар. За 150 работни дена треба да завршат градежните работи за проширување и реконструкција на улицата Јордан Мијалков, поранешна улица Железничка, кој започна денеска. Вкупната инвестиција за овој зафат градот ќе го чини 47 милиони денари. Од денеска па во наредните 6 месеци ќе се изведуваат градежни работи за проширување и реконструкција на улицата Јордан Мијалков на потегот од крстосницата со улицата Герман до крстосницата со улицата Павел Шатев. Реконструкцијата ќе опфати проширување во должина од 750 метри, а ќе се добијат 3 коловозни ленти со ширина од под 3,25 метри, метар и половина средишно зеленило, 6 метри широка сервисна коловозна лента со паркинг и тротоар со бекатон плочки. Реконструкцијата на улицата Јордан Мијалков ќе се искористи за да се постави нова атмосферска канализација, а ќе се изврши и реконструкција на постојната водоводна и фекална мрежа. Градоначалникот Рајановски истакна дека оваа улица е дел од сообраќајниот јазол кој се прави во овој дел на градот. Градежните работи треба да завршат за 150 работни дена. Може и побрзо зборувавме со изведувачот, доколку има повеќе, доколку нема проблеми при работењето во смисла на подземни инсталации, така да со завршувањето на оваа улица ќе се добие поголема проточност на улицата, ќе се добие поголем бенефит од аспект на екологија, поради има помалку издувни гасови, побрзо движење до неа и би сакал да потенцирам дека оваа улица практично ќе биде дел од следниот сообраќајен јазол кој што се прави на овој дел од градот Скопје околу Јужниот булевар. Тој сообраќајен јазол би го представувале улицата Кирил и Методи, новиот кружен тек пред Нова Македонија, оваа улица Јордан Мијалков и двата кружни тека, едниот на почетокот на Павел Шатев, а другиот на крајот на улицата Кочо Рацин. Купната инвестиција за реконструкцијата на улицата ќе изнесува 47 милиони денари, од кои 43 милиони се наменети за градежните работи, додека пак осветлувањето градот ќе го чини 4 милиони денари. На проширување и реконструкција на улицата Јордан Мијалков ќе работат екипите на градежната компанија Пелагонија од Гостивар, а за поставување на осветлувањето ќе биде задолжена фирмата Дигитал Струмица. Проширувањето на улицата Јордан Мијалков во голема мера ќе придонесе за растоварување на сообраќајниот метеж во овој дел од градот. Според податоците на јавното претпријатие комунална хигиена, минатата година скопјани фрлиле околу 4000 повеќе тони ѓубре отколку во 2012 година. Најголемо количество отпад, односно 19258 тони, биле собрани во општина Карпош, а по неа следуваат Центар, Аеродром Чаир и Киселавода. Додека пак најмала количина отпад е фрлена во Шуто Оризари, 5904 тони. Комунална хигиена од цело Скопје дневно собира 365 тони ѓубре, а на годишно ниво 133.271 тон. Но од претпријатието немаат прецизни бројки колку од ова количество отпаѓа на правни лица, а колку на физички. Имајќи предвид дека многу од малите фирми, компании и продавници ѓубрето го фрлаат во контейнери во кои го фрлаат и домаќинствата. Имаат податоци само 1500 правни лица кои располагаат со сопствени садови од 5 кубни метри.
Општина Газибаба и Сдруженијето на граѓани политички прогонувани го открија спомен обележието на прогонуваните, судените, затвораните, убиените и упокоените за самобитноста на македонскиот народ и неговата државност од 1944 до 1991 година. Томислав Атанасовски. Во паркот на плоштадот во населото Автокоманда беше откриено спомен обележје на прогонуваните, судените, затворените, убиените и упокоените за самобитноста на македонскиот народ и неговата државност од 1940 до 1991 година. Нивните семејства и блиски одсега ќе можат пред овој споменик да им изразат почит. Градоначалникот на општина Газибаба Тони Трајковски истакна дека ова спомен обележје ќе одбележи еден дел од историјата на Република Македонија, кога за идејата за самостојна и независна Македонија многу граѓани од тогашниот комунистички режим биле затворени, прогонувани, некои убиени, а на некои им ги конфискувале и имотите. Сметам дека сите ние имаме обврска за сите наши граѓани кои што и после Втората светска војна продолжија со мислата и со идејата за самостојна независна Република Македонија. Голем дел од нив беа прогонувани, затварани, дел од нив и имотите им беа конфискувани од поранешниот комунистички режим, така да ние имаме голема обврска. Ова е само едно мало дело, како еден паметник кој што ќе го одбележи тој дел од историјата на Република Македонија. Председателот пак на Сдруженијето на граѓани политички прогонувани Никола Андоновски потенцираше дека ова спомен обележје е трето изградено во Република Македонија и во следниот период ќе се изградат вакви споменици и во другите градови во Македонија. Дојде денот кога на тие фамилии во градот Скопје, поточно на општина Газибаба, фамилиите ќе имат можност на своите упокоени, починати, загинати и избегани надвор од Македонија да имат можност во годината и тие да изразат почит према своите. Ова е по градба Трет во Македонија, има и можност во другите градови, но тоа во тек на време ќе бидат воспоставени во принцип за да може и тие граѓани во своите градови да имат можност да додат на поклонение на своите предци. Спомен обележјето се состои од плоча висока 2,4 метри, поставена на постамент од 60 сантиметри. Изработено е од армиран бетон, облепен со графички плочи. Автор на спомен обележјето е Тони Ристовски. За реализација на ова спомен обележје, општина Газибаба од својот буџет издвои 5000 евра. Стручните екипи на Конзерваторскиот центар Скопје завршија со обновата на фасадите на два објекта лоцирани на булеварот Илинден. Оваа активност беше предвидена во рамки на повеќегодишниот проект на Министерството за култура за обнова и конзервација на фасади во значајните градски јадра во повеќе градови во државава. Изведени се конзерваторско-реставраторски интервенции на објектите со број 41 и 63 лоцирани во споменичката целина де Бармало, кои представуваат значајно културно наследство од почетокот на 20 век. Објектите кои имаат стамбено-деловна намена се изградени во периодот помеѓу двете светски војни, а поради своето впечатливо архитектонско решение имаат третман на споменично наследство и токму поради тоа беа реставрирани во автентичен стил. Националната установа Конзерваторски центар Скопје ги изработи и проектите за конзервација и реставрација на зградите со број 68 и 80, исто така лоцирани на булеварот Илинден, пошто во следниот период ќе пристапи кон нивна реализација. Во рамки на проектот за обнова и конзервација на фасади во значајните градски јадра во повеќе градови во државата до 2017 година е предвидена интервенција на 250 фасади од значајните споменични целини. Конзерваторскиот центар Скопје во изминатиот период ја заврши обновата на фасадата на објектот лоциран во старата Скопска чаршија. Општина Центар започна со геотехничките истражувања кои треба да испитаат стабилноста на земјиштето за да може да се изградат нови два неопходни подпорни ѕидови. По последните порани дождови се урна подпорниот зид кај градинката Кочорацин, а од општината истакнуваат дека жителите на улицата Христо Чернопеев наводно се жалат дека земјиштето се рони, а фекалии истекуваат и влегуваат во дворовите. Градоначалникот на општина Центар Андреј Жерновски веднаш по навремето и по паѓањето на зидот излезе на терен и вети дека ќе се направат геотехнички истражувања. Во моментов се копа 5 метарска длабока дупка која ќе покаже каква е фактичката состојба со земјиштето. По оваа постапка општина Центар ќе пристапи кон изградба на новите подпорни ѕидови.
Трошоците на животот во јуни годинава се намалени за 0,2%, а цените на мало за 0,4% во однос на претходниот месец. Додека на годишно ниво намалувањето на трошоците на живот изнесува 1,1%, а на цените на мало 1,4%. Според податоците на Државниот завод за статистика, намалувањето на трошоците на живот во јуни е резултат на пониските цени на свежиот зеленчук за 5,5%, свежото млеко за 1,3%, мастите за 1%, сувото овошје за 0,9%, киселото млеко за 0,7%, конзервираните месни производи за 0,5%, житото за 0,4%, сувомеснатите производи за 0,3% и полутрајните производи и конзервираниот зеленчук за 0,2%. Намалувањето е забележано и кај авионскиот превоз на патници за 3,8%, паќе туристичките аранжмани за 3,1%, телефонски и факс апарати и услуги за 2,1%, информатичка опрема за 1,6%, апаратите за домаќинства за 0,8%, гасот за домаќинствата за 0,5%, обувките за 0,4%, средствата за чистење и одржување на станот за 0,3%. Пораст на цените е забележан кај јајцата и алкохолните пијалоци за 0,9%, свежото овошје за 0,8%, трајни производи, преработки од млеко и замрзнат зеленчук за 0,5% и рибата за 0,2%. Пораст на трошоците за живот е забележан кај лековите за 2,4%, течните горива за домаќинства за 1,6%, услугите за сместување за 0,9%, течните горива и мазива за домаќинства за 0,8%, облеката за 0,4%, материјалите за одржување и поправки на станот за 0,3% и пијалоците во рестораните и хотелите и средствата за лична хигиена за 0,2%. Бразил и Германија вечерва го играат првото полуфинале на 20-то светско фудбалско првенство, а градовите Пекинг, Осло и Алмата се главни кандидати за организација на Зимската олимпијада во 2022 година. Повеќе информации од спортот гледаме веднаш по рекламите.